Приклучувајќи се во борбата против климатските промени, првиот сателит развиен од еколошка непрофитна организација е во орбитата од почетокот на март. Метансат прецизно посочува каде се случуваат истекувања на моќен стакленички газ метан ширум светот. Податоците може да им помогнат на засегнатите страни да го спречат протекувањето. Најголемиот индустријски извор на метан е индустријата за нафта и газ. Поради тоа нашиот примерен фокус е на обидот да се ограничи загадувањето со метан на нафтата и газот. Други големи извори на метан се земјоделството, депониите и други објекти. Метанот е вториот најголем придонесувач за глобалното затоплување зад јаглерод диоксидот. Повеќе од 150 земји, вклучително и Соединетите Американски држави, ветија значителни намалувања на емисиите до 2030 година. Меѓу мерките за нивно постигнување, Бирото за управување со земјиштето на САД кон крајот на март го објави правилникот за спречување на отпадот од метан со ажурирани прописи за операторите на закуп на нафта и газ во федералните и племенските земји. Застапниците за заштита на животната средина се воодушевени. И од фискална и од климатска перспектива, логично е дека кога нафтените и гасните компании дупчат на јавни површини во Америка, тие треба да го заробат тој метан. И тогаш, ако тие не може да го намалат, има смисла само да плаќаат надомест. Председателката на Западната енергетска алијанса Кетлин Скама за Гласот на Америка изјави дека низината група го разгледува новото правило на Бирото за управување со земјиштето и потврди дека индустријата за нафта и газ долго време работи за намалување на штетните емисии. Постојано ги намалуваме емисиите на метан. Регулативите продолжуваат да стануваат построги и бараат помали емисии. Ние на вистина како земја правиме многу за да ги намалиме тие емисии на стакленички гасови. Во својот последен извештај за глобално следење на метанот, Меѓународната агенција за енергетика предупредува дека глобалното производство и употреба на фосилни горива резултирало со близу 120 милиони метрички тони емисии на метан во 2023 година. Агенцијата ги повикува Соединетите Американски држави и другите поголеми загадувачи да направат повеќе за да ги намалат емисиите доколку се сака да се избегнат климатски катастрофи. Глобалниот пристап за борба против климатските промени исто така ќе има корист од посилните партнерства, велат некои истражувачи. Треба да направиме нешто што ќе го намали затоплувањето многу брзо за 10 до 20 години. Соработка меѓу нафтената индустрија, нафтата и гасот и научниците и креаторите на политиките. Се надевам дека можеме да го направиме тоа. Без заеднички напори за борба против климатските промени, научниците предвидуваат дека екстремните временски настани ширум светот ќе станат почести и поинтензивни.